Срекни сме што можеме во Скопје да сретнеме двајца момци кои што доаѓаат од Куба и едниот е танчар, другиот е музичар. I feel like at home here in Skopje. Овде во Скопје се чувствувам како дома. Не ми е прв пат. Пред неколку години бев во Охрид, покрај езерото. Да, тоа е исто така многу интересно место. I am in the group One Dance. Јас сум дел од танчарската група, но исто така и свирам на инструменти и пеам кубански песни, играм кубански танци. Студирав класичен балет таму во Куба, но во исто време настапував како пеач. Дојдов во Бугарија и почнав да работам со професорот Алфредо. Something like this. I come to Bulgaria and I started to work with the teacher, Alfredo. Алфредо има многу интересна приказна. 13 години живее во Бугарија. Работи во телевизија. Таму работам во телевизија на емисијата на Словена. Мислиш дека можеш да танцуваш. Го прашавме Алфредо како ја доживува балканската музика. Може би не е иста со кубанската, но е многу ритмична. Yes, I think Сличноста со кубанците е што луѓето се многу отворени, не се стегнати. Ни опиша како изгледа публиката која доаѓа на нивните настапи. Yesterday we have a big party here. Еве, вчера имавме голема забава овде во Азафран. Луѓето покажаа многу темперамент. Сите играа. И тоа е сличноста со Куба, Македонија, Бугарија. Луѓето сакаат да танцуваат. For instance, if you Ако сакам да научам да танцувам, дали ќе ми оди лесно? For you, yes. I think Да, да. Но не само со нозете, таков здрвен став. Туку ви треба чувство, да се движите со колковите. Најбитна е музиката, а потоа доаѓа танцувањето. very last question. Дали сте слушнале македонска музика, македонска песна? Македонско девојше. Во Булгарија има една песен така, македонско девојче. Okay, thank you very much, Alfredo. You're welcome. Thank you. Chino. Thanks. Thank you, Chino. Thanks. Chino, vamos la Hey, yes, you can start. Dale, Chino. Hey. Hey. Cha. Ни покажа и како изгледа македонски танц во латино ритам. И на крајот немаше бегање. Завршивме со обид на вашиот репортер да заигра на кубански ноти.